което беше поставено повече пъти на моя страна. Изтодова колонца. Повече пъти да писме на поводу активите на Битола. Ние не седнахме без опитни сили да разправяме по основа на тези. Денес пред нас стои нова отлука, която трябва да донесеме. Тоа што е допълнување на отлуката, која што донесува подната седмица. Ова отлука гласи: отлука за измена на отлуката за кофинансирање учество на општина Битола со цел аплицирање за реализација на проект за реставрирање и адаптирање на офицерски дом заедно со партерното редување Битола. Зошто ние денес треба да донесеме нова отлука за допълнување на претходната отлука? Тоа е главното прашање на кој што треба да се фокусираме. Парите кои што треба да се добијат за овој проект се пари од Европската унија. Уште еднаш кога се аплицира за проект од Европската унија, конкретно се гледа нефункционалноста на општинската администрација. Првичните суми кои што беа определени, кои што беа доставени во нас на претходната седмица, не кореспондираат со новата состојба, со новите суми кои што се ги изгледуваат. Тоа дава нас да сомнеш дека ако продолжиме со повторна анализа на проектот, ние ќе добиеме други информации и други цени за проектот. Значи, овие цени кои што денеска се бараат од нас, поставуваме дека не се точните и не се крајните цени за завршување на проектот и крајни на цялата офицерска работа. Фрапантно беше сознанието што имавме на комисија, дека иако направивме се като совет да обезбедиме пари од општинската каса за поддршка за аплицирање за овој проект, истиот можно е да не стигне во роковите да биде аплициран. На прашањето зошто, одговорот на службените лица е поради лош тендер за избор на проектантско бюро кој што ги врши активностите за овој опис. Поради лоша тендерска документација, поради лош избор на проектантско бюро, ние имаме можност да изгубиме над 1 милион евра европски пари кои што ќе служат за реставрирање на офицерски дом. Тоа значи дека тие пари повторно ќе треба да бидат обезбедени од страна на буџетот на Република Македонија и од буџетот на општина Битола. И сето тоа поради лошата општинска администрација, кој што со претходната одлука ја поширна. Иако сме свесни за сите проблеми кои што настануваат, ние во секој случај застануваме и продолжуваме понатаму да даваме поддршката за реставрирање и враќање на офицерски дом во неговата првобитна положба. Затоа ќе го поддржиме. Ќе поддржиме оваа одлука и ќе дадеме согласност за обезбедување дополнителни 168.000 евра или вкупно 268.000 евра да бидат резервирани од страна на општинскиот буџет за овој проект. Со уште еднаш ќе нагласам страшната лоша општинска администрација и страшното лошо водење на проекти поврзани со финансирање од европските